Онако ти иде да си го залапаш огледалото, колку си убав, паметен, интелигентен. Бог да чува и да брани. Слушај ваму, драги мои пријатели и пријателки, добре дојдовте уште еден подкаст, уште една видеоколумна, ја не би го нарекол подкаст, бидејќи видеоколумна ми е многу поблиску. Кога се мислев, кога требаше да ја стартувам пред пар месеци, се мислев и името ми беше Пладневен гневник, а Пладневен гневник е името на првата емисија која ја правевме со Лидија заедно на 103 и која почнуваше 12 часот и 3-4 минути на Пладне во утринската програма. Моја утринска програма почнуваше во 11 часот и траеше до 13 часот. Утринска, кој нормален ти стане у 5 саба, еле човече лузери. Ние бевме по винери у 10 и пол стане, кафе дојдеш у 11, па прави, нема врска. Не ја крстив Пладневен гневник, затоа што тогаш бевме, нели, млади и се повеќе многу написов. И требаше да анализираме секој дневни работи, вестите ги добивавме од прва програма на радио, што се случило и после пузар ги правевме. Сега не е поразлично од тогаш, ама знаеш како Пладневен гневник. Во тоа време тоа звучеше смешно и забавно. Народов му е превише од гнев. Тогаш и немаше многу развиено гнев затоа што веруваше дека нешто од државата ќе се направи, дека никој не предпоставуваше дека на ова дереđe ќе дојде. Тоа е времето пред војната, бомбардирањето на Југославија, през бегалската криза, пред војната во Македонија 2001. Пази, не смеам да кажам војната во Македонија. Тоа е се уште недефинирана конфликт кој ла-ла-ла, тралала, заради тралала и ла-ла-ла. Заради тој шизикот кој се уште е на власт и ден денеска. Слушај, Али Ахмети можете да го мразите, можете да го сакате, можете да го обожавате, можете да му посакувате, се е најлоша. Он е единствениот политичар што опстана до ден денеска. Како ќе биде понатаму? Навистина не знам. Инаку да ви кажам дека се уште ми ечи овдека вака ми стои она со жените. Ја не можам да ви опишам што жена значи за мене и зошто толку бурно реагирам околу 8 март и ги кажувам тие работи, дури и во патос влегувам кога ги објаснувам моите емоции, моите сваќања, моите религиозни, па дури и страстни размислувања за жената. Бидејќи ако се навратиш на жената како битие, тоа е единствено, знаеш со што би ја споредил? На космичко поле би ја споредил со водата. Водата што имаме овде на земјата е неспоредлива, значи по својата структура. H2O има сегде, али таква има кристална структура што никаде во универзумот не може да се најде ништо слично, иако е еден од наједноставните молекули. Затоа сметам и жената дека е толку значајна и битна за целава работа. Но, знаеш како, толку помина 8 март, излезе кокошката, кокошка. Треба да ја навредам, не. Зошто нема да ја навредам? Затоа што она го очекува тоа, таквите како неа го очекуваат тоа. Но само сватив една работа дека е ова организирано. Кога оној психопатот, социопатот, Тричковски излезе со колумна во која, нели, го повторува транспарентот на таа, па тоа го објавуваат цивил медија, па го објавуваат сите соросоиди. Мене ми стана јасно дека во суштина се работи за координиран напад на актуелнава власт преку низините сателити. Пазете, они имаат некоја добра релација, оваа власт СДСМ имаат добра релација со црквата, со луѓето и така натаму, затоа што не се луди да влезат во било каква војна, но во суштина нив им сметаат и во суштина бидејќи црквата, иако многумина ја критикувате, она излегла со суштински соопштенија. Лошото е што ја перцепирате како
ја перцепирате како некое министерство. Но они еднаш излегува, а толку е синот еднаш искача, не искача неделно. Зачувување на македонскиот јазик и идентитет. И мене тоа ми е доволно. Што треба повеќе? Да го повторуваш милион пати, како овие што повторија 6 милиони пати, а вие го прифативте тоа, нели? Се уште се на власт. Чим им поверувавте, они остануваат на власт. Ама не, ја не им поверував, ми излажа. Не знам. Они се на власт. Не се другиве. Океј? Океј, да не се правиме будали. Немојте само лудило да играме. Ворете поштено. Ма што сакат нека прават, важно мој се, све нека пропадне, после мене потоп и не е битно. Лошо е во црква сега да ја спомнам и црква, да ја спомнам и жена, да спомнам вакви суштински свети работи и да дојдам на пародијата, врвот на пародијата. Драги мои, знаете дека најдовме дека еден од тендерите за градење на автопатишта е компанија која произведува дзиври гаќи. Јеј! Да ви кажам, сите се побунија, тераа мајтап, ја нема да терам мајтап, ја викам тоа е идеално. Таква компанија ниф им треба. Да, на оваа власт таква компанија им треба. Нека им дадат пари, уште 10 тендера нека им дадат, најголемите и најскапи тендери. Нека увезуваат нафта, нека спраќаат сателити, софтвери кои не постојат, нека изградат уште 1300 километри автопатишта, дајте им ги сите пари, затоа што таа компанија пак ќе мора вака или онака да се занимава со својата базична дејност, покрај тоа се што ќе го развие во општеството наше, нели? Они ќе мора да произведуваат гаќи, но ќе мора да напредуваат. Зошто? Знаеш како, има кај оваа власт и партиите кои се со оваа власт има една солидарност, например, овој добил тендер, наше, ние ќе го поддржиме, ќе ги купуваме неговите производи. И сега добра бизнис идеја. Бидејќи, порано или покасно ќе дојдат избори, драги мои пријатели и пријателки. Предолго трае, не е проблем. 40 години мој се ги водел низ пустина, им збоктисувало, а сепак издржале, не ги денеска кај се. Какви ќе им треба гаќи? Дечки, гаќи имаш повеќе видови. Но еден од најзапоставените и најзаборавените, но и најмалку коментираните гаќи се гаќите за возрастни. Јанко, правиш будала од себе. Ја цел живот правам будала од себе. Фала Богу, од мене мака никој не видел, но затоа од овие сериозниве мамицата ви ја расплака. Така што да се навратиме на добрата бизнис идеја, што они во суштина сега прават, ќе инвестираат во овие гаќички, значи не пелени, гаќичка, брат, нема со преповивање. Гледај, еластична, фаќа секому, има напред-назад, појма немам, вајде ќе се, што ти ја знам, овдека тоа, тука овде за уринирање, тука за полнење минули рад, па дури има и... Абе, што да ти кажам? Милина, види, бизнис идеја. Да, затоа што кога ќе отидат у опозиција, вакви ќе им требаат многу, затоа што ќе ги пунат. Да, дечки, на народов каков и да е, колку и да е, како и да е, му е збоктисано. Не марсовци, не меѓународна, не света меѓународна, не било кој Танос да им дојде, нема да им помогне. Знаете какви ќе се носат? Ќе се носат гаќи кои нема многу да прикриваат, кои ќе бидат чармантни, кои ќе бидат ослободителни. Се сеќавате на овие? Да. Такви ќе се носат. И тоа со гордост. Слушај вамо. Поздрав!